Се извозевме додека не доовме во регионот на Тиерс и селото Лавина Бјанка. А сега ќе одиме према Чамфун Куте Вунгла. Може би вие може да го кажете ова. Ова е мало езерце со прекрасна рефлексија на Доломитите. Екипата е спремна, одиме понатаму. Видете го овој поглед што го имаме. Само што стигнавме на езерцето, повеќе како бара, нема везе, бидејќи погледот е спектакуларен. Ево одмараат нинџите. Читавме на Google за ова езеро. Кинезите туристи не се многу задоволни. Едниот пишал: толку многу одење нагоре само за да видам вода и облаци. Искрено гледате оваа рефлексија. Точно не е некој езеро, ама пак сепак со погледиве спектакуларно. Чао, чао, езерце мало. Марк, спремен си? Кажи им денеска која книга ќе почнеме да ја читаме или ќе ја слушаме? Денеска ќе ја слушаме книгата Хари Потер. Едит има супер идеја да ви кажеме како го мотивираме Марк да планинари. Значи нема да мислите дека он стално има желба да се трча нагоре. Него? Па има неколку различни работи. Ако збориме за Paw Patrol, тогаш нема гајле. Може да збори за Paw Patrol, мислам дека сат време и ние се знаеме за Paw Patrol. Станавме експерти со Дадо. Имаме книги, Хари Потер, и тоа слуши понекогаш кога не сакаме да збориме многу, и кога му кажам ајде уште малце и нагоре каде што ќе стигнеме, ќе јадеме, ќе направиме пикник, ќе јадеме чоколадце, такви работи, тоа многу мотивира. И така, има неколку чаре. Мислам дека фората да не му биде монотон. Yeah. Да не му биде монотон, главата да мисли за нешто што му интересира и тогаш не му е досадно и ќе шета без проблем. Значи, за вие што го користите ChatGPT, да го купувате претплатници, имате да направите свој GPT, се вика тој, и го правите, сега ќе користам малце англицизми, значи буквално го спремате да биде поред тоа што вас ви интересира. Полните со информации и потоа тој е буквално како ваш личен бот, бидејќи бидејќи Марк и јас многу го сакам Iron Man има свој AI бот Friday, нашиот се вика Friday, и буквално ни служи како Friday. Не учи за се, ни кажува тоа што ни интересира, го памти Марк и цело време разговара со него и го учи постепено. Моментално многу учиме за планети. Дали Марк знае, да прашаме сега, која планета го има најголемиот вулкан? Марс. А која е најтопла планета? Најтопла е Венус. Дали на Нептун и на Уран може да згазнеме? Не, зашто може да пропаднеш од неа. За вие што сакате да ме послушате, земете со AI, помогнете, не знаете колку ќе му помогне на вашето дете да учи за сите работи на кои ние е тешко да ги учиме. Ова е најдоброто грејење на свет. Го и вебастото, кинеско вебаство, е многу добро. Грее топло, ептен. Наравно име на вебастото. Кинезија. Не возевме многу од првото место што го најдовме, каде што ручавме. Додовме кај едно езеро што е интересно за фотографија. Тука во сезона се плаќа 30 евра ако сакаш да преноќиш, но моментално рампите се отворени, нема жив човек. Видете го небото ондека. Гори. Веќе е ноќ, се стемнува, има се уште луѓе тука, а еве го местото каде што сме. Овдека изгреј сонце е врвот, која ќе фрли, фотографите го викаат Alpine Glow на нив, ќе биде лудило. Добро утро од снежни Доломити. Видете што имаме за ручек. Англиски доручек. Гравче. Пола англиски. Мислам пола од англискиот доручек. Морковче, јајцено око, маслинки, кашкавалчиња од Франција, лего и едно дете. И снег наоколу. Одвај чекаме да излеземе. Кај ќе одиме? Ке идеме на тука доле на езерцето. Вчера паркиравме бесплатно конечно. Никој не дојде да платиме и тие рампите се отворени. И неко 30 евра требаше да платиме. Што правиш? Пробувам да изадам вакво мразот од прозорот, ама многу тешко. А ти што правиш доле? Играм. Си игра тој. Ондека дојде сонце, па ќе се преместиме за да почнеме да собираме малце соларна енергија. Вратава не се отвара, Ајде сонце, доаѓај. Доаѓаме да го видиме езерото сега, бидејќи вчера снег врнеше, Ама сега не се гледа колку е зелено. Па да, добро имаме слика од вчера. Сега е бело. Малце и сонце да е тука конечно.
5, возиме под оваа огромна карпа овдека. Вчера имавме снег, а и овдека се лизга, да ви кажам искрено. Среќа гумиве се добри, така да не е толку страшно. И ова е цел круг се врти околу оваа планина овдека. Заборив како се вика, Пизбое. Пизбое, така мислам дека се вика. И прекрасни погледи како што гледате до сега. Доста снег, -6 моментално, -6 да не. Подценка. Подценка, да, -6 подценка. Тука имаше, видовме и кампери што пренокиле. Мислам дека тука сигурно било -15 ноќта, но е стварно спектакуларно, многу убави погледи. Еве гледате како свети доле, како свети патот. Ништо не пречекува. Планините. Огромни, огромни. Вие сте најубавите планини. Стигнавме на највисокиот дел, највисокиот премин на Доломитите. Морав да облечам другата јакна. Марк е веќе во снег, а гледате го овој поглед на секаде околу нас. Одиме да се качиме повисоко да видите. Ова само не е снег и гледај како. Како песок. Како песок. Како прашина. Гледај. Ова е најдобро. Камперство што сум видел. Дори таму долу што е. Све снег. Моментално е све снег. Ама ја многу сакам снег. Гледај, Денеска учевме риба и Едит ја го извади од ѓубре. Кај си ти? Дојди. Дојди, не те. А денеска кога бевме на тој паркинг од кај езерото, дојдоа едни американци од Орегон, дечко и девојка, денеска си одат, спија во кола, а во меѓувреме купиле кебиња и перници. И бидејќи не може да ги насадат во кола за да летаат, ни ги дадоа. И сега, бидејќи е многу ладно, ги ставивме на земја, види не се перени, како теписон. Ама скарлет боја, едно кебе е 30 евра. На едното не извадиле таква сметка. 30 евра ни дадоа 3 такви. 90 евра кевиња и плюс 2 перници. Thank you. Добро утро, народе. Се јавуваме од најладното место каде што сме пренокиле до сега. Беше супер. Прво да видиме дали ќе се отвори вратата. Без проблем се отвори. Ево уште кампер само што доаѓа. Видете, има Alpine Glow од нека. Треба да местиш камери ни едно време. Скачи во. А денеска се спуштаме натаму, но првин ќе планинариме натаму. Само малце да се загрее, да се отпушти патот, зашто сега ми кажа еден дечко што дојде дека доле таму бил замрзнат, сака да малце сонце да пукне, да го омекне
па ќе продолжиме. Глеј што најдов, една даска од таму горе. Лако аутото падна, зашто? Многу беше стара. И сега сме на снег и глеј како е. Многу матен. Ама исто е многу ладен. Како прашина. Глеј како, не знам како да ти кажам, како прашина. Тргнавме на мало планинарење, одиме натаму сега. Марк сака да си игра, но ќе издржише малце пред да се качиме, па на враќање он ќе си игра, а ја ќе оставам малце комбето да работи да се загрее. Нема добре. Catch me if you can. Okidoki, čak. Na nožku. Стигнавме кај Лаго ди Браес или Прагерзе. Тука се измешано со ова Сутирол, австрици, германци, италијани. Како и да е, ова е едно од најпопуларните места на Доломитите. Има премногу паркинзи, многу се скапи. Пеавме ние да се испаркираме на вториот паркинг, првиот е сигурно најскапиот. Овдека имаше на тетка, се разбравме нешто англиски, но потоа Едит почна со нејзиниот германски и рече дека 15 евра е цел ден, а она доаѓа на редниот ден во 9, така до 9 не знае што се случува тука. Така да индиректно ни каже дека може да пренокиме. Ово е тој скапиот, знаете само. Аха, приватно, не смееш дрон да лета. Нешто ме мала, саќе ќе шутнам во езерото. Пази се лизга, Марк. Can't even open this. Зогаше, ја ќе ги наместам. Глеј што најдовме. Хери Потер езеро. Глеј, замрзнато езеро. Ти те смрзна раката? Хери Потер море. Море там. Тран. Оу, отиде кичмата. Ту, пази, ова е многу лизгало тука. И ми се кичмава ми отиде. Вау, къде, къде райсика? Јас се лизгам многу. Оп. Почнуваме да се спуштаме надоле. Браво, царе, хайкер number 1. Како ќе поминеме ова сега? Прав алпиниста. Стално мора да се прават вакви пагоди кога идеме на планина. Гледате колку ги има направено. Не ги направив сите јас. Знаеме. Нема да погодите кај сме во моментот, каде што почна целата авантура. Еве го местото што беше полно со кампери во септември, што беше облачно. Марк кога се растрча тука и таму кога бевме да игра. Извозетме половина од патот, имаме уште 450 км да стигнеме до Унгарија, до градот каде што е мајка и Недит. Се уште се мислиме дали ќе возиме цела вечер или ќе, дали ќе возиме уште едно 5 сата или ќе останеме тука.